Добар ден на сите. Еве не повторно заедно со мојот драг пријател Лазар да поразговараме за теми кои ни се блиски, теми кои ни се од нашето професионално секојдневие, за оние кои првпат се вклучуваат во овие разговори. Би остил Лазар, прво ти да се представиш, да семеш да им даеш на некој начин лична карта на оние кои ќе не гледаат, а понатаму ќе им даем и осврт на тоа што всушност правиме. Добар ден и од мене. Добро, овие разговори кои што ги правиме се, така да кажам, спонтани и не се секогаш во иста динамика и во исти, да речам, редослед на нештата, но бидејќи веќе неколку епизоди разговараме, може би си во право што поттикнуваш повторно да кажам кои сме, кои сум, што, како. Професор Лазар Јоевски од Правниот факултет Јустинијан I од Скопје, кој што работи во делот на трудовото право, социјалното право, неколку дисциплини поврзани на постдипломските студии, како антидискриминационно, индустријски односи, право на безбедност и здраве при работа, особено важна област која што ни е точка на поврзување помеѓу нас двајца, помеѓу мене и тебе, бидејќи ти работиш во делот на безбедноста и здравјето при работа, но еве за оние кои што и тебе првпат, можеби овој пат те гледаат, би сакал и ти да ни се представиш. Милан Петковски, председател на Македонското здружение за заштита при работа, човек кој повеќе од 2 децении работи на оваа проблематика и кој упорно верува дека ние овде во Македонија можеме да направиме превентивна култура на работното место, а со тоа и да направиме што е возможно помалку луѓе да не гинат на работните места, да се повредуваат или професионално да заболуваат. Затоа и на некој начин ги иницираме сите овие разговори, затоа што сваќаме дека огромен дел од темите кои се отвараат или кои се поврзани со нашето секојдневие, како што е трудот, представуваат на некој начин празна некоја си табла или табула раза за многумина и базирани се на премногу претпоставки. На што го темелам ово? Сведоци сме во изминатиот период, бројни настани се случија, не така мили. Веќе минатата недела имавме, јас би рекол, една колективна несреќа со смртни исходи, но и со многу повредени, како што беше сообраќајната несреќа, каде што автобус на еден локален превозник се преврте, изгуби контрола и предизвика да 15 луѓе загинат на лице место, но и некаде 30 бидат повредени, хоспитализирани и така натаму. И сега, зошто ова го напомнувам? Го напомнувам баш заради тоа што мораме да бидеме свесни дека несреќите на работното место се случуваат и ќе се случуваат. Нашиот пристап во однос на сето ова е да бидеме умни и да ги анализираме, да видиме зошто тие како такви се случиле, што е возможно да направиме да ги превенираме, но и од друга страна како обврска професионална да проговориме за нив. Да, дефинитивно. Еве него и чајчето. Ти благодарам, Андријана. Благодарност. Може би некој ќе се запраша од каде е сега оваа тема за разговор во контекст на овој серијал кој што го правиме. Како таа несреќа, за жал, како што спомна, со трагичен исход по многу човечки животи, по многу семејства во нашата земја, има врска со работата, со безбедноста и здравието на работа. Меѓутоа и тоа како има, затоа што согласно законските прописи, одењето на работа, на работно место од дома и враќањето, значи патот кој што се поминува за да стигнеме до работното место и враќањето од работното место дома или
друго место одење, се смета дека е дел. Ти знаеш дека многу мина не го знаат тоа. Да, не го знаат, се смета дека дел од само во контекст на безбедност и здраве при работа, Да. се смета дека е дел од работното време, односно се смета дека ако се случи повреда, несреќа или за жал смртен случај, всушност станува збор како да се случило на работно место. И веќе контекстот, рамката, призмата на гледање на нештата драматично ни се менува од правен аспект. Значи, не навлегуваме сега во оние аспекти на криви, дали имало кривично дело, нели, зашто се случила несреќата, како причините. Тоа се веќе други. Да, тоа се сосема друг контекст на муавето. Значи, овој аспект до сега не беше спомнат, барем додека јас и ти не беше спомнат додека јас и ти ја снимаме оваа емисија. Меѓутоа, и тоа како е важен, затоа што кога ќе се стишат малку работите, веројатно ќе се дојдат на дневен ред и прашањата сега што понатака, што нели човекот или жената замина, што сега семејството ќе прави во идните чекори правни, дали ќе преземе одредени действија и така натаму. Да, знаеш што, во целата оваа немила случка, на пример, се излезе на површина, дури јас искрено ќе видам, малку се исплашив во поднос на најчесто, на пример, кога давам вака интервјуа, кога разговарам со медиуми, велам весте доколку се случи автобус со 50 луѓе да излета во провалија, да настанат, а не е вест доколку, на пример, еден загине на работното место. И судбинава као еден вид на некое црно пророштво, па автобусот со 50 внатре присутни, се случува несреќа и ги има овие. Не да го давам оној контекст, него се обидувам низ вакви едни случаи да всушност на луѓето генерално им предочам дека несреќите на работните места ќе се случуваат. Се случуваат и ќе се случуваат. Но особено битно ми беше, на пример, во овој случај, да всушност а тоа ми беше и една од иницијативите ваму во Македонско здружение за заштита правата, да направиме и допис до медиумите, но и до сите институции, да овие несреќи на работа ги пријават во Државниот трудов инспекторат како несреќа на работа, заради тоа што претходно го кажа, патот до работното место и од работното место се вклучува во делот на несреќа при работа. Ова особено им препорачував да го направат, бидејќи ако ги заведат како несреќа на работа, тогаш дури во системот ги препознава. Тогаш доаѓа во ситуација да 100% од нивната плата биде исплатена додека се на лекување, додека се заздравуваат и така натаму. Да, знаеш, да, за оние кои што се повредени, кои што да. Така. Така е. Дефинитивно само би сакал тука да се надоврзам на тебе, да кажам дека за дел од веројатно од жртвите и од повредените ова ќе биде повреда на работно место, за еден дел можеби нема да биде, за оние немаат работен однос. Кои што немаат работен однос или кои што имаат работен однос, меѓутоа можеби тој ден, не знам, зеле слободен ден или ден од годишен одмор, да си завршат некоја работа во Скопје, можеби на лекар или не знам кај некои роднини, пријатели или нешто друго. Релацијата мора да биде воспоставена. Завршува работното време, тргнува на автобуска станица, тргнува на кај дома. Точно така. Значи тоа е клучниот услов, значи мора да има причинско-последична врска помеѓу настанатата повреда на работа, надвор од конкретното физичко извршување на работното место, да речеме да која канцеларија, и несреќата која што се случила по пат. Значи тука мора тоа тој елемент да постои. Можеш ли овде јас намерно на почетокот реков колективна несреќа. Да. Најчесто, на пример, кога се зборува за колективни несреќи, според нашето законодавство, велика еден работодавач. Да не бидам сега во ситуација јас да ги толкувам законите, кај тебе, дали станува збор за колективна несреќа овде или не станува, затоа што не отстрануваме ниту можноста да има двајца вработени од еден работодавач. Како го гледаш ти ова?
Тоа зборот колективитет во нашето право, за жал, а особено од трудово-правен аспект, не е дока е дефинирано и трудовото право и од аспект на безбедност и здравје при работа, нема точна дефиниција што е колективитет. Зошто ти го кажам ова? Се случуваме, прво ние во македонскиот трудово-правен систем немаме право на колективна тужба. Значи, ако еден работодавач не даде плата, да претпоставиме, на 50 вработени, на цела фирма не им дава плата. На тројца, ајде. Нека се еве повеќе. Так. Тројца нема да го земам, ќе ти кажам зашто потоа, зашто Добро, тројца е три е добро. клучниот број, кај што Добро. се крши целата ситуација. Добро. Значи на 50 на луѓе не дава плата и они не можат сите заедно со една тужба да поведат работен спор, туку мора секој индивидуално да поведува работен спор, потоа судот може да одлучи одреден број на лице да ги спои во една парница, но тоа сепак е во ограничен број, 5-6 луѓе во пракса до сега било до 9 и така натаму. Меѓутоа 50 да ги спои сите заедно, тоа до сега не се нема деса. Значи како право го немаме на колективна тужба. Што е колективитет? Немаме дефиниција што е колективитет и од аспект на колективна несреќа при работа, ниту од аспект на синдикално зашто се организирање. применува Дали е, еве јас ќе ти го поставам сега контрапрашањето. Дали според тебе колективитет двајца? Дали двајца се колективитет? Дали двајца се група? Па веројатно повеќе од еден, двајца се група. Веројатно, не знам. Не. Во правото не е инженерски- секогаш така. Инженерски кој ќе го гледам, ако индивидуалец еден, Да, веќе двајца се група. не мора да значи во правото. А што значи тоа? Еве, ако го земе сега па кривичното право, на пример со сторниско здружување, Добро. значи група која што значи треба да опфати тројца и повеќе луѓе. Ако одиме по Ако таа, се двајца, што сте? ако сме двајца, сме двајца. Да. Ова го имаме како прашање и ја го отварам дефинитивно, не Аха. само овде еве со тебе, но и на други места, затоа што и од аспект на колективни повреди при работа, и од аспект на тоа во делот на колективните трудови права како правото на синдикално организирање. Дали двајца на пример не се синдикат сега, сосема е друга една тема. Ме сеќаш, дилемата постои и кај безбедност и здравјето при работа, при повреди, несреќи и слично, и кај организирање синдикално. Според мене, двајца не би требало да се смета дека се колектив. Од тројца па повеќе би требало да се смета дека е веќе една колективна несреќа те или морате да ми колективитет. го објасните затоа што веројатно во некоја друга емисија заради тоа што еве да тргнам и ова нашо, вика петорица доволно се како бројка да се формира, да кажеме, некоја организација и понатаму да делува како правен субјект. Не и се. Ќе го начнеме, него се уште сега би сакал разговорот да го ако вратам двајца вработени на кои што еве имаат повреда во несреќава, Да. сека исти работодавач, значи или тројца, според мене тројца, тогаш би го збореле за колективна несреќа. Меѓутоа пред дали се двајца или тројца или слично, ја би сакала да одговорам на она претходно прашање и да го кажам моето мислење јас како Така. сметам, а тоа е дека спомна треба да се смета и би сакал, рече, да се смета, да се влезе во статистиката на смртни случаи и повреди при работа на работа. Значи, Да. не само што треба, туку тоа е со закон пропишано. Значи, нема тука дилема дали ќе се засметат овие повреди и смртни случаи за жал црната статистика на Македонија за повреди, несреќи и смртни случаи на работно место. Тоа е законска обврска, значи дефинитивно мора да се препознае ова. Ако нашиот систем ова не го препознае, а во законот стои изрична одредба дека ова се смета за повреда на работно место, за несреќа или за смртен случај на работно место, тогаш навистина имаме веројатно подлабок проблем. Значи, Имаме. ако тоа не се случи, не знаеме, да почекаме, можеби да видиме како ќе изреагираат сега институционално. Зашто ти го зборувам ова? Знаеш дека има обврска секоја повреда да биде пријавена до Државниот трудов инспекторат во рок од 48 часа. Сега, имаме една многу интересна ситуација. Ова не е пријавено. Пази, информацијата е стигната. Да, Значи, ова е вонреден случај. така е. Ти имаш ситуација каде што медиумите во комплетно ја покриваат. Значи, информирана е целата јавност. Информирани се сите институции, вклучително и работодавачите. Да. Доаѓаме во ситуација, ако го следиме онај формален тек, тие е потребно во тој рок од 48 часа да го известат Државниот трудов инспекторат. Да. Сега не знам каква е ситуацијата по доспеан глас, дали и доколку инспекторатот дојде во ситуација да има оваа информација треба да превземе. Но овде ќе застанам заради тоа што ова е и за мене
непозната територија, тера инкогнита. Значи, доаѓаме во ситуација дека доколку сакаме овие луѓе да си ги исполнат, тоест да си ги испрактицираат комплетно своите права како вработени, тие мора да бидат заведени како повредени на работно место. Доколку не се случи тоа, веќе следниот момент тие ќе бидат отсутни од работното место заради болест. Точно. И следбено на законските, тоест законот за работни односи, ќе дојдеме во ситуација дека на нив ќе им се пресметува намалување на платата зависно од отсуството од работа. Значи ќе дојдеме да некои од нив примат и до 30% помалку плата од редовната плата. Со тоа што системот, знаејќи го како функционира, тој ќе профункционира после неколку месеци. Значи, надокнадата, исплатата, фондот ќе ги исплати тие плати после неколку месеци. Од тука се среќаваме дури со неколку работи кои земено, кај веќе луѓето се во некоја непогода. Кај се они дојдени во ситуација да трпат на своето здравје. Имаме дури случаи кај што според информациите кои ги имаме, дури една од повредените има ампутирано нога. Значи, доаѓаме ние во ситуација дека тие повеќе не ќе можат да ги изведуваат работите на кои биле претходно распределени. Значи, работата дополнително се комплицира во смисол на тоа дека работодавачот не ги пријавил како повреда на работа. Согласно законот, дефинитивно работодавачот има должност да пријави повреда на работа. Нели, прашањето дали тоа е препознаено или не е препознаено, со оглед на оваа временска дистанца кога ние разговараме и кога е случајна несреќата. Ако тоа го нема досега направено, еве да упатиме еден апел, да се тоа веднаш подитно уште кога ќе добијат ова, да речем, информација од нас, веднаш во истиот момент да го направат тоа доколку еве не слушаат или не гледаат. Меѓутоа, дали инспекторатот тука има одредени надлежности? Инспекторатот најчесто настапува на два начина. Или по добиена представка дека има одредена повреда, или при редовни контроли. Меѓутоа, според мене, во оваа ситуација, јас го храбрувам инспекторатот, дури да не добиле известување од работодавачите каде што луѓе има починати или повредени, а не доаѓаат на работно место, да преземат одредени действија, бидејќи нема правна пречка да инспекторот изврши контрола без разлика од што е инспириран, дури од допрен глас. Основно, едно од основните начала е дека во такви ситуации државните органи треба да реагираат, дури и тоа изрично законски да не е наведено. Ме разбираш? Се согласувам. Така да во тој дел... Само да направиме една разлика. Оти гледам дека излегува и некои представници на осигурителни компании. Ние овдека не зборуваме за осигурителни компании. Одлично што го спомнува, Ние овдека зборуваме за оние доприноси кои се плаќаат од нашата плата, придонеси за здравствено, за социјално, за пензиско. За здравствено, пензиско осигурување. Ние зборуваме само за тој дел. Ние не навлегуваме дали овие лица се осигурени дополнително кај осигурителни компании, дека имаат право на обештетување, премија, едно друго. Тоа си е веќе сосема друга постапка и зависи од работодавачот, поточно од осигуреникот, дали всушност бил во моментот на случување на несреќа осигурен. Токму така, токму тоа е поентата, мислам одлично ова што го напомна баш во овој момент, затоа што дефинитивно понекогаш се мешаат работите, кај луѓето кои што не се правници, можеби по струка и професија, сметаат дека тие осигурувања, животни на работа од повреди од ова, за тоа зборуваме. Не е воопшто зборуваме за тоа. Сакам да направиме разлика. Ние збориме тоа се да речам комерцијални аспекти на осигурувањето, кои што си имаат своја бизнис, економска логика и кои што лицето сака или не сака да се вклучи во тие осигурителни аспекти на работно место, во живот или слично, меѓутоа ние зборуваме за она што е предвидено со нашиот правен систем во Република Македонија како задолжително осигурување, како задолжителни аспекти на заштита на работа, превенција, доколку се случи повреда, што се прави и кои системи се активираат. Ти пред малку спомна за оние кои што се повредени. Значи треба да се активира системот за здравствена заштита, односно системот на здравствено осигурување. Значи тие примаат здравствената заштита како конкретно право на лекување, на нега, ако треба на ортопедско помагало и така натаму
натаму и така натаму. Многу е важно тоа да биде препознаено сега страна на самиот работодач. Ја верувам дека тоа веќе е сторено во рамките на институциите, компаниите, работодавачите каде што лица повредените работат. Од друга страна, доколку имаме починати, доколку лицата кои што почина во несреќата не се евидентирани веднаш на работното место, не можат посредно останатите членови на семејството можеби веднаш да остварат некои права. Затоа е многу важно, права пред се мислам тука на одредени на правото на семејна пензија, доколку има таков случај, доколку има таква можност за некој член од семејството, можеби некој е самохранен родител, можеби некој е издржувател на семејство и така натаму, хранител на семејството со приходот и така натаму, значи веднаш се отвараат можни други прашања и аспекти кои што дефинитивно мора формално да бидат процесуирани. Значи, ние сите знаеме дека што се случи, за каква трагедија настана и работодавачите сигурно на тие луѓе кои што починали, на тие што се повредени, меѓутоа, без разлика што сите знаеме, мора формално системот да се активира, мора формално да се поднесе барање, мора формално да се констатира со одлука или со одлука која што има, ако за тие што се починати, дека престанува работниот однос, која што има деклараторен карактер, значи само се констатира дека лицето тоа и тоа заради повреда при работа со смртни последици, повеќе не е живо, заради тоа по сила на закон му престанува работниот однос и така натаму. Сакам уште еден елемент овдека да согледаме, тоа е дека најчесто, например, во вакви ситуации се прави една, би рекол, хајка. Најчесто, например, се обидува целокупното негативно внимание да биде фокусирано, да кажеме, на поединец кој може да се препознае. Дури вчера во дел од медиумите беше апострофирано дека и самиот возач бил доведен во ситуација да добива закани, добива по неговата безбедност, по неговото здравје и така натаму од оние кои индиректно, да кажеме, претрпеле одредена штета и така натаму. Она што би сакал нашите овде пријатели, гледачи да не разберат е дека и тоа е дел од повредените. Додека не се утврдат сите оние механизми кои довеле до тоа да настане несреќата, не смееме да дојдеме во ситуација да веќе некого го линчуваме. Но и од друга работа, она што би сакал исто да апострофирам овдека, зашто го начнуваме ова прашање, дека ако не дојдеме во ситуација да системот ги препознае овие луѓе, дека на нив им се случило на работното место, имам уште еден елемент кој јас далеку сежно го гледам. Значи, кој ќе се врати на работното место, тој мора да биде испратен на насочени медицински прегледи, иако некои толкуваат дека се тоа само за одредени високоризични работни позиции, јас би препорачал овдека да се испратат на насочени прегледи за да се оцени нивната преостаната работна способност, под број 1. Под број 2, доколку се случи во иднина било кој од нив, заради како последица на овој настан, да развие одредено заболување, истото да може правовремено да се превенира или од страна на лекарите да биде протолкувано, диагностицирано и така натаму класифицирано како дел на, сега не би навлегувал, тоа не е моја територија, ама како професионално заболување. Тука ставам, нели, во овој дел, огромен дел на резерва, затоа што повторно да кажам, тоа не е моја територија, затоа го препуштам тоа на лекарите. Пред да завршиме, твое мислење по однос на вакви случаи, кога станува збор за каде што имаме комбинација работа, пат, загинување, повредување и така натаму. Кој е најдобриот начин да всушност во вакви ситуации едно општество прво реагира, анализира и да научи да всушност се справува со вакви одредени ситуации. Или пак ќе си останеме на истото да си продолжуваме онака како ни дојде, како ни е пишано. Добро, јас
колку едно општество може да се подготви за некои трагедии, несреќи или не да боже природни катастрофи или слично, секогаш е прашање, нели, меѓу две острици. Некогаш може и да мислиме дека сме многу подготвени, меѓутоа не знаеме што се може да се случи од природни катастрофи па еве до вакви несреќи кои што големи може да се десат преку еве во транспортот, во сообраќајот, но дефинитивно, како општество, ние треба да зрееме во овој аспект. Прво, да ги препознаваме овие работи и од повеќе аспекти, повеќе димензионално, како што еве јас и ти денеска го отворивме низ овој разговор, низ овој кафе муабет, дружење аспект и да дефинитивно како што зрееме во јакнење на свеста, мора да зрееме и во делот на тоа што го спомна претходно, и што би се сакал, особено се надоврзам на ова ти што го спомна, дека ме изненадува аспектот што го слушнав и јас, ако што ти го кажа, значи со закани за барање на вина кај некого и така натаму. Значи, навистина во вакви аспекти, во вакви ситуации, не е добро да се насочува гневот сега веднаш кон еден човек, дали е тој виновен. Прво не се знае дали е виновен или не. Да оставиме тоа да го утврдат надлежните органи, сепак да имаме еден вид на така доверба во тој дел дека ќе се дојде до вистината што всушност се случило на самото место за да дојде до оваа трагедија. Тоа е едната работа. Но и некогаш и не може да се најде вистинско објаснување. Едноставно, нели, се случува нешто, паѓа мрак на човек на очи на работно место и може да падне да се сеќате. Разни ситуации има и сега што понатака да влегуваме, значи не би сакал сега да го отварам тоа. Второто, не може секоја можна ситуација да нормираме. Да се нормира, токму така. Вториот момент со кој што завршувам, кој што исто ти го спомна, во контекст на претходново, е дека навистина правниот систем ги препознава овие нешта, ги има уредено, ги има нормирано, ваквите несреќи кои што се случуваат како и дел од несреќи повреди на работно место. Меѓутоа, нашиот систем во овој дел на линија на овој немил настан треба да извлече поуки. Треба да се знае во одредена смисла, или ја би рекол и во наводници, да имаме одредени оперативни процедури што се случува во вакви нешта, во вакви ситуации. Секако дека, верувам дека има, не сум во тој дел и повикан да коментирам, меѓутоа да едноставно системот биде спремен на најбрз начин ефикасно да изреагира. Секоја чест и навистина охрабрување за првата помош која што била пружена на лице место, тоа што слушаме преку медиумите и сведоштвата на луѓето. Меѓутоа, сега и заедницата и правниот систем да реагира на таков начин како што луѓето реагираат едни со други. Во интерес на луѓето. Така, на своите граѓани. Така е. Да резимираме. Несреќите се случувале, се случуваат, ќе се случуваат. Ние, доколку сме умни како општество, треба да учиме од грешките, треба да доаѓаме во ситуација да колку што е возможно повеќе врз основа на работите кои ќе ги научиме, да се обидеме да ги превенираме идните несреќи, па дали биле тоа на работно место, дали биле тоа во животното окружување, тоа е веќе работа на толкување. Она што треба да го направиме како општество е, како што рече Лазар, да созрееме и да дојдеме во таа фаза да секој си ја работи својата работа, да секој биде одговорен пред лицето, пред своето лице, но и пред лицето на општеството, и од друга страна да кога зборуваме за луѓе, никогаш да не зборуваме како за бројки. Луѓето се семејства, луѓето се индивидуи, луѓето се дел од општество, луѓето се оние кои не прават да бидеме или да се почувствуваме во вакви моменти свесни дека животот е само момент
кој ни е подарен и кој всушност треба максимално добро да го искористиме за добробит на сите останати. Затоа, уште еднашка сочувство до сите оние кои претрпеа загуба. Искрено од Македонско здружение, од моје лично име, од твое име претпоставам ти сам ќе кажеш. Да. Се надеваме дека болката ќе се обидеме сите заедно да ви помогнеме во справување со истата и се надеваме дека овие совети кои денеска имавте можност да ги чуете ќе ви помогнат во справување со свое лично или на семејството препознавање во лицето на системот. Споделете го ова видео, кликнете лайк, претплатете се на нашиот канал и да се видиме за подобри, повесели теми веќе следната емисија. Ви благодарам.